Пензионерите од СНВ ќе добиваат 2 пати во годината зголемување на пензиите согласно растот на трошоците за живот и платите, а не како досега еднократно линеарно зголемување. Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска денеска на пресконференција информираше дека согласно со Законот за пензии и членот од Законот за усогласување со растот на трошоците за живот и растот на плати, секој пензионер од септември месечно ќе добива по 180 денари повисока пензија, односно за една година ќе добие вкупно 2160 денари. Претходната влада ги зголемуваше пензиите линеарно, односно последното покачување беше во ноември минатата година кога сите пензионери добија по 670 денари повисоки пензии. Со тоа имаме 2160 денари ќе добие секој пензионер за 2017 година затоа што ќе го почитуваме законот. Што правеше ВМРО ДПМН во 2016 година? Пензионерите добија еднократно за цела 2016 година 630 денари. Зошто? Поради тоа што усогласувањата 2 пати годишно ВМРО им ги скрати и им рече во ноември со ноемвриската исплата ќе тоа се исплаќа во декември, тоа е ноемвриска пензија се исплаќа во декември, ќе добиете 630 денари. За вкупно цела година пензионерите за 2016 година добија 630 денари и со тоа беа задоволни. Навистина нит сме ветиле, нит ќе ветиме некогаш кратење на право на пензионерите. Со тоа им било скратено правото да како растат трошоци за живот и плати, така им растат пензиите. На ваквите информации реагира од опозицијата. Според Нермин Теловска, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, над 300.000 пензионери нема да го добијат планираното и најавеното покачување на пензиите од 5%. Наместо пензиите да се зголемат линеарно, СДСМ оди со старата тактика од транзиција. Оние кои имаат повисоки пензии заминале во пензија како директори или функционери, според Теловска, ќе добијат повеќе, а оние кои работеле но не биле на функција, ќе добијат повисоки пензии по само 100 денари. Господа од СДС, престанете да ги подценувате и лажете граѓаните. Срамни се манипулациите кои денес ги изнафрла Мила Царовска. Таа не знаеше како да го оправда укинувањето на предвиденото зголемување на пензиите, па мораше да ги собира парите кои пензионерите би ги добиле со годишното ниво. Така стигна до незините 2160 денари, што во превод значи околу 160 денари месечно во просек. За споредба со линеарното покачување на пензиите, реализирано од владата на ВМРО ДПМН, пензионерите на годишно ниво добиваа околу 7500 денари. Тоа е разликата што ја гледаат пензионерите. Теловска информираше дека кога ВМРО ДПМН беше на власт, најниската пензија била зголемена за 106%, а просечната за 80%, односно во времето на СДСМ, просечната пензија изнесувала само 7683 денари, додека под власт на ВМРО ДПМН таа се покачила на 13755 денари.